Civil Media се однесува за испитување, едноставно не повикува да преземеме активности за испитување на начинот за стекнување на државно земјиште од 33.000 метри квадратни за изградба на хидроцентрали, како и доделувањето на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на хидроцентрали на фирмата Енерготек ДОО Скопје преку конзорциумот Минка Енерготекс ДОО. Суштината на ова е фактот што како основачи, како собственици на наведените на фирмата Енерготек ДОО е посочен Христијан Мицковски и Димитар Димовски. Првото лице знаеме добро, второто лице се наведува дека во тој период бил извршил високи функции во Министерството за транспорт и врски. Сега искрено не знам каде е таму, меѓутоа можеме да добиеме информации. Така, индициите се однесуваат дека во периодот на доделувањето на концесиите и на земјиштето и они како собственици на фирмата, во исто време Христијан Мицковски е советник на премиерот, тогашниот премиер на влада Груевски и истовремено директор на ЕЛЕМ. Што значи постојат големи индиции за злоупотреба на положби, на функции, класично судир на интереси. Така што предлагам јавно да го повикаме портпаролот на СДСМ да ни ги достави сите податоци, информации со кои што располага и да отвориме предмет за утврдување на овие состојби. Значи отвараме постапка за овој предмет. Да. Океј. Предлогот за отварање постапка го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Идеме понатаму. Да, врз основа на ова што кажа колешката Катица и по допрен глас, исто така по допрен глас за тој период имаме уште една информација која се однесува токму за лицето, односно за Христијан Мицковски, дека во септември 2016 година, како што кажавте ви, именуван за директор на АД ЕЛЕМ од страна на надзорниот одбор на АД ЕЛЕМ, кој што во исто време продолжи да биде и надворешен соработник на премиерот за прашање од областа на енергетиката. Значи, наистина се поставува прашањето дали како директор на ЕЛЕМ, кој што е назначен од надзорниот одбор, а владата во исто време е представила собрание на надзорниот одбор, сега тој ја врши таа работа, во исто време го советува и премиерот за прашање од областа на енергетиката. Така да ја предлагам да го отвориме и да го предлог да провериме дали тие наводи точни, кога за земење став и по ова прашање. Добро, значи отвараме постапка за овој предмет. Кој е за? Констатирам дека со тоа се Ќе се спојат тие делови што ќе истрагате како кажа Civil Media